Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Спиро Ристовски. Ќе го представам како поранешен министер за образование, но и бидејќи ќе разговараме за теми кои што беа во делот на труд и социјална политика и како поранешен министер за труд и социјална политика. Господине Ристовски, добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Се вели јавно дека ВМРО ДПМН, нејзините членови се постојано во контакт со народот, но веќе втор викенд, поделени во тимови, вие имате организирани средби со граѓаните, на кои што ги слушате нивните потреби, но и споделувате ваше размислување како може да се дојде побрзо до решавање на проблемите. Кој е првиот впечаток? Така, најпрво благодарам уште еднаш за вашата покана. Поздрав до гледачите. ВМРО ДПМН во изминатите години како владеачка партија постојано се карактеризираше со директен и непосреден контакт со граѓаните во Република Македонија, преку кој што непосреден контакт во најголем дел случаеви голем број од своите, да речам, проекти и директни ангажмани кои што ги имаше како политичка партија во тој период и како влада, ги реализиравме врз основа на директните потреби и барањата на граѓаните. Не постои поголемо богатство од можноста да се разговара директно со граѓаните и да се решаваат нивните проблеми во секојдневниот живот. ВМРО ДПМН сега и од позиција на опозиција може и мора да продолжи да го реализира таа методологија на работа и директно непосредно со граѓаните да се обиде во оваа ситуација колку може преку општините, преку матичните совети во соодветните општини да реализира дел од потребите на граѓаните. Во моментов, како што споменавте, ова е веќе втор викенд во кој што ние продолжуваме со нашите редовни активности, иако станува збор за летниот период, ние одлучивме дека и во овој период мора да се биде блиску до граѓаните, бидејќи има голем број акутни проблеми со кои што тие во моментов се среќаваат, посебно имајќи го во предвид целиот овој регион во делот зборав на повардарието. Пред известно време се уште се актуелни праските и огромниот проблем кој што постои со праските во Росоман и во регионот околу Росоман. Секогаш е навистина сензитивно прашањето кога станува збор за периодот кога ќе дојде откупот на грозието и на проблемите и потребите со кои што се соочуваат лозаропроизводителите во Република Македонија, така да ВМРО ДПМН е должно, постои обврска кај нас како политичка партија, како луѓе, да ги продолжиме нашите директни контакти со граѓаните, заради тоа што само на тој начин можеме да ги обезбедиме довербата која што повторно и на овие последни избори ние како политичка партија добивме, впрочем и бевме победници, иако не формиравме влада. 20 тима во моментов се низ цела територија на Република Македонија, некаде планираме околу 1000 населени места да бидат посетени во текот на летниот период. Регионот кој што го покрива регионалната телевизија К1 е земјоделски регион. Претпоставувам дека проблемите на земјоделците се тие кои што водат кога станува збор за она што граѓаните на вас ви се жалат. Откупот на земјоделските производи во тиквешието, особено на праските, е запрет. Што вие во овој момент можете да понудите како решение? Видете, за нас е тотално неразбирливо однесувањето на актуелната влада. Во услови кога вие веќе имате неколку дена проблем со праските, граѓаните излегуваат јавно на телевизија, кажуваат дека не постојат можности за откуп. Бевме сведоци на истурање на праски во Росоман и Росоманско, да владата на министерот за земјоделие и на владата им се потребни неколку дена прво да се состанат, а потоа да размислат каква мерка да употребат по однос на потребите на земјоделците. Од една страна, навистина е вулгарно да во услови кога не постои откуп и има проблем со откупот на праската, да тие понудат дополнителни парични средства во форма на субвенција по откупен производ, односно по откупени праски. Тоа е тотално некоректно, заради тоа што луѓето јавно кажуваат дека токму со откупот има сериозен проблем. Од друга страна, сведоци сме дека во блиски региони до вашите, како што е Пелагонискиот, има проблеми со тутунот, се најавуваат проблеми со лубениците. Ние како влада во изминатите години, кога и најмалку им постоела најава за било каков проблем кај земјоделците, интервентно сме се среќавале
во доцни часови, не постоело време кога станувало збор за работни обврски, значи се прекинувало, сме заседавале за да најдеме интервентна мерка која што може да им помогне на граѓаните. Обврска е на секоја влада и на секој министер, посебно кога станува збор за луѓе кои што се занимаваат со земјоделие, бидејќи од тој принос што тие ќе го добијат и од тоа што ќе го реализираат како продаден продукт, ќе живеат цела една година, потоа и сите обврски кои што следат додека да дојдат тоа. Така да владата е должна многу посериозно да се занимава со земјоделските проблеми, затоа што само последните неколку дена ние сме сведоци на регионални проблеми, зависно од културата. Веќе неколку култури имаат сериозен проблем, а во меѓувреме имаме еден инертен однос на Министерството за земјоделие и на владата. Ние како политичка партија ќе даваме секогаш поддршка на она што значат интерес, најдобар интерес на граѓаните, посебно на земјоделците, како што впрочем и во минатото реализиравме. Ние сме народна партија, нас не обвинуваат дека сме земјоделско-селанска влада, нас ни беше тоа гордост, од причина што на тој начин ние остваривме директен и непосреден контакт со земјоделците и само како политичка партија бевме прва која што во толков голем износ ги зголеми субвенциите за потребите на земјоделците. Се уште ни се свежи ветувањата кои што граѓаните ги добиваа и од СДСМ и од ВМРО. СДСМ ветуваше еднаквост пред законот за сите, пред 15 на дена видовме снимка јавно објавена во која се гледа дека пратеник од оваа политичка партија или пратеникот Курто Додош јавно ветува дека доколку се има членска книжка на СДСМ, тогаш можно е да се имаат и бенефиции и при полиција, и при вработување. Како што тој рече, нели, до што имавме можност да го слушнеме на снимката која што беше презентирана, дека таа всушност се изедначува и со личната карта на секој човек. Видете, поразително, разочарувачки, едноставно не постојат зборови кои што може да се употребат кога една политичка партија која што во тој период аплицира да освои најголем број гласови и потоа да формира влада, како што беше СДСМ, излезе со неколку ветувања јавни, кои што на крај излегува дека се едни големи лаги. Навистина, ние како субјект ВМРО-ДПМНЕ во минатото се карактеризираше со сериозна отчетност. Ако ние сме дефинирале дека во определена програма, дали било за локални или парламентарни избори, ветиме реализација на конкретен проблем или реализација на конкретен проект или решавање на некаков проблем на граѓаните, за нас како субјект бил врвен приоритет тоа што сме го ветиле да го реализираме и потоа отчетно да на еден начин изреферираме пред граѓаните за тоа што сме го сработеле. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз во оваа изборна кампања имаше неверојатно високи ветувања за кои што ние и тогаш предупредувавме дека се нереални и дека ќе го излажат населението. Ветуваа укинување на радиодифузната такса. Сведоци сте и цела јавност е сведок дека пред недела дена ВМРО-ДПМНЕ во насока на повикот на Зоран Заев за соработка и поддршка на владата аплицираше и поднесе во собранието предлог закон за укинување на радиодифузната такса. Токму СДСМ, истите тие кои што ветуваа дека ќе ја укинат, го одбија предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за донесување на закон со кој што ќе се укине радиодифузната такса. Од друга страна, Зоран Заев ветуваше 30.000 денари просечна плата во семејствата. За да сега почне да ретерира од тоа и да објаснува со нови така наречени спирални движења, тој го користеше често тој термин во кампањата, со спирални движења ќе придвижеле економијата. Од спиралните движења нивни гледаме само мерки кои што одат контра интересите на граѓаните. Има најава за зголемување на даноци, зголемувањето на даноци за заштита на поединци кои што имаат очигледни бизнис интереси со оваа политичка гарнитура и со оваа влада. Од друга страна имаше најава за поевтинување нели на струјата, односно така наречена ефтината струја или поевтинување на електричната енергија. Сега и од тоа ретерираат и на еден начин и тоа е една дополнителна лага. И последно во однос на она што вие го споменавте, навистина тоа беше исклучително поразително и разочарувачки, посебно заради тоа што често пати нас не обвинуваа дека сме ние субјект кој што знае да дискриминира определени групи. Овде има два моменти. Прво е и основно тоа што фактот дека Курто Додош е пратеник на Социјалдемократскиот сојуз, независно од која
етничка заедница е. Тој е репрезент на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните политики. Тоа што сите го видовме од видеоматеријалот кој што излезе е повеќе од поразително со оглед на тоа што тоа е спротивно на се она кое што тие го говореа, а истовремено нас како политичка партија не обвинува. Навистина тука треба да постои доблест во рамки на Социјалдемократскиот сојуз, да се побара одговорност од тој нивен функционер, во најмала рака да си поднесе оставка од позицијата пратеник, бидејќи тој ќе продолжи да ги реализира своите политики како дел од Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна имаме сериозна дискриминација на една етничка заедница, за која што ВМРО ДПМН во изминатиот период многу правеше и ќе продолжи да прави и помага, тоа е на ромската заедница, каде што е очигледна тенденцијата на пратеникот од СДСМ да ги злоупотреби и излаже граѓаните од ромската етничка заедница во насока на придобивање на нивната, да речам, волја и интерес во случајов за да потоа сето тоа се одрази со поддршка на претпоставени избори. Сметате дека во во насока на можните локални избори кои што треба да се случат наскоро? Видете, основен интерес на сите политички партии е да презентираат мерки, нормално политики со кои што ќе придобијат зголемена доверба кај граѓаните. Меѓутоа со вакви методи, јас сум убеден дека ова е една од методологиите со кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе продолжи да ги злоупотребува граѓаните. Тргнувајќи од фактот кога тие јавно, нивниот председател јавно пред целокупната македонска јавност даваше ветувања кои што сега ги порекнува, ги погазува и на еден начин го вреѓа сопствениот народ, затоа што видите граѓаните на Република Македонија не се нити глуви, нити слепи. Тие точно знаат што ветуваше Зоран Заев и дури и глувите и слепите го слушнаа неговото ветување. Меѓутоа, знаете како? Имате ситуација во која што тој ветуваше, буквално излажа, граѓаните не се глупави. На граѓаните мора да им се испорача тоа кое што им се ветуваше во изборната кампања. Многу министри во своите први настапи од новата влада велат дека во државата има превработување. За само после неколку дена од нивните изјави да видиме дека имаме вработување во соодветните министерства, на што е индикативно, не е тоа дека има вработување треба да има, меѓутоа дека тоа се луѓе од невладиниот сектор или од така наречената шарена револуција, со која што всушност околу 2 години беа на улиците и бара заминување на како што велеа нели владата на ВМРО ДПМН или режимската влада како што тие ја нарекува. Видете, за неполн месец Социјалдемократскиот сојуз даде одговор на голем број прашања или да речам теми кои што ние како политичка партија ги иницииравме. Така наречените шарени револуционери се покажа дека биле платеници, како што ВМРО ДПМН говореше во минатото, со тоа што сега само времено ќе го променат платниот список, односно ќе добиваат средства во случајов од државните институции. Очигледно беше дека таквото функционирање на дел од тие структури кои што работеа за туги интереси, во целиот овој изминат период, додека СДСМ се трудеше да прикаже така наречена борба против режим во Република Македонија, сега ги вдомува сите тие. Најистакнатите така наречени борци за слобода и права, сега се прво вработени советници во кабинети, советници на премиер, советници на министри. Има и широка дебата меѓу нив во моментов по социјалните медиуми, дали е тоа исправно, добар дел од нивни поддржувачи реагираат доста остро на целиот овој процес. Меѓутоа, индикативно, разочарувачки е тоа што СДСМ во изминатиот период, токму на вие што го рековте, говореше дека има превработеност, сега најавуваат така наречена, ќе ги цитирам, промена на законот за државни службеници за да обезбеделе комплетен трансфер на власт. Во превод тоа значи предвидуваат промена на закон за државни службеници за да ја партизираат со своји партиски војници целокупната администрација. Во моментов има распишан оглас за ангажирање на агенција за привремени вработувања за потребите на секретаријатот на владата на Република Македонија. Знаете како? Не е во ред кога си го лажете сопствениот народ. Го гледате во очи и го лажете. Значи, можеме ние и граѓаните да тоа го истолерираат извесен период, месец, два, три. Меѓутоа, нашите граѓани имаат исклучителна моќ
исклучителна моќ која што во даден момент сериозно ќе му се врати на Социјалдемократскиот сојуз. Сериозно заради тоа што ВМРО-ДПМН 10 години владееше со тоа што постојано се она кое што ќе го кажеше, мораше да го исполни. Вие овде само во 5 работи набројавте 10 прашања и подпрашања кои што излегоа на виделина дека беа едни обични лаги кои што ги користеше Социјалдемократскиот сојуз во периодот на изборната кампања. Народот може многу да прости, но не кога му се додирнува или кога се станува збор за она што е идентитет, јазик и националност. Ја знаеме добро нели реакцијата на граѓаните на Република Македонија по однос на прашањето кое што новата влада и новиот премиер Зоран Заев го отвори со Република Бугарија. Викендов таму е шефот на дипломатијата, ќе ги пеглале како што пренесуваат нели од владата со соопштение разликите. На 2 август или сега поново на 1 август се очекува потпишување на договор за добрососедство со Република Бугарија. Видете, ВМРО-ДПМН како политичка партија еден од основните постулати е градење на добри односи со соседите. За нас како политичка партија тоа е првен приоритет. Меѓутоа, градењето на добрите односи со соседите подразбира процес на взаемно почитување. Ако од една страна ВМРО-ДПМН како политичка партија продуцира позитивни сигнали за соработка со соседите, генерално Република Македонија ако ги продуцира тие позитивни сигнали, фер и коректно е од другата страна, независно кој од нашите соседи е во таа комуникација, да постојат тие односи на взаемно почитување. Во конкретниот случај во однос на соработката која што договорот за соработка кој што го најави Заев во Софија, за нас како политичка партија многу јасно и недвосмислено беше спорно принципот на тајност со кој што го држи во овој момент Зоран Заев прашањето поврзано со тој договор. За нас самото тоа негово однесување создава сомнеш во однос на содржината на тој договор. Затоа и ние како политичка партија веќе неколку недели можам да кажам јавно го повикуваме Социјалдемократскиот сојуз, Зоран Заев, владата да го објават текстот на договорот за кој што вели дека е во завршна фаза и како што споменавте вие, министрите треба да ги доусогласат делот содржините на тој договор, меѓутоа за нас е индикативно, проблематично, дури на моменти и загрижувачки тоа што содржината на тој договор сериозно долго време веќе се крие. Така да ние ќе продолжиме и понатака да инсистираме да се објави содржината на договорот, за да можеме ние и граѓаните на Република Македонија да видиме што конкретно е разговарано, што е договарано, за да потоа сите заеднички можеме да придонесеме до претпоставено подобрување на содржината на тој договор, затоа што ние сега во моментов говориме се на ниво на претпоставки. За нас ќе биде прифатливо се она што подразбира взаемно почитување на двете држави, на двата народи. Не постои прашање по кое што ние не можеме да разговараме, но прашањето е што ќе се договориме. Република Македонија мора, ние како политички партии, како одговорни лица во политичките партии, мораме да се бориме за нашиот врвен приоритет, а тоа се националните интереси на Република Македонија. Господин Ристовски, 3 недели е актуелно прашањето за договорот помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Меѓутоа, многу подолг период во јавноста се зборува или граѓаните негодуваат на работата на специјалното јавно обвинителство. Дури некои пишуваат дека тоа е продолжена канцеларија на СДСМ. Видете, кога ВМРО-ДПМН во изминатиот период говореше дека станува збор за орган кој што дефинитивно функционира исклучиво по нарачка на СДСМ, веројатно многумина сметаа дека тоа е резултат на целата политичка констелација. Меѓутоа, пред неполни 10 дена сите се уверивме кога специјалното јавно обвинителство излезе со буквално политички монтирани случаеви и обвиненија,
за кој што и председателот на ВМРО ДПМН имаше вчера јавен настап, каде што многу експлицитно ги објави и ги објасни предметите во кои што тој е обвинет по однос на размислувањата на специјалното јавно обвинителство. Знаете како, ВМРО ДПМН секогаш се борело за правдата и правниот поредок. Ние ќе продолжиме и понатака да се бориме во тој дел. Меѓутоа, селективноста во пристапот не создава воопшто доверба, нити пак гради доверба во било која институција, вклучително и во тој случај, во конкретниот случај за специјалното јавно обвинителство. Реткост, тоа го коментира и дел од експертите блиски до опозицијата, е да во услови на поднесување на обвинителни акти се побараат дополнителни мерки за обезбедување, а пак притворот е исклучителна реткост. Вие имате ситуација во која што 18 месеци СЈО на дневни пресконференции низ известна политичка димензија се обидуваше овие предмети да ги актуализира, за да на крај по однос на истите предмети, од кога веќе беа завршени целосно предистражните и истражните постапки, при самото поднесување на обвинителните акти побара притвор за огромен број на функционери, без малце за повеќе од половина од раководството на ВМРО ДПМН. Во моментов беа поднесени мерки за над 90 и нешто лица, одземени се околу 5-60 пасоши. Знаете како, не постоел незапамтен удар врз една политичка партија, посебно опозициона политичка партија. Така да, според нас, со ваквото однесување, со ваквото функционирање, СЈО не оправдува својата улога за која што беше формирана. Напротив, СЈО продолжува да функционира како дел од координираниот пристап за напад и ослабнување на ВМРО ДПМН како политичка партија. Господине Ристевски, бевте министер за образование еден краток временски период, меѓутоа веднаш потоа станавте нели заменик министер во ова министерство. Ќе бидете запаметен како човек во чие што време се случени најголемите инвестиции во образовниот процес. За кој временски период станува и што се е инвестирано? Министерството за образование и наука, генерално образованието беше еден од врвните приоритети на владата на ВМРО ДПМН. Мене ми припадна честа по неколку години раководење и министерување во Министерството за труд и социјална политика да ја имам можноста да работам во Министерството за образование. Министерството за образование, генерално образованието беше во еден од 5 топ приоритети на владата на Република Македонија и тука сериозно се инвестираше. Се инвестираше од причина што само на тој начин можеме да обезбедиме долгорочен квалитет на Република Македонија на секое поле, имајќи го предвид фактот дека со креирање на квалитетно образовани генерации следуваат и раст и развој во економијата и во другите области. Тоа е нормален процес. Јас би издвоил неколку значајни податоци. Например, владата на ВМРО ДПМН во изминатите 10 години изграде над 70 училишта нови, реконструираше над 400 училишта на територија на цела Република Македонија. Се инвестира огромни средства во набавка на нови лаборатории за потребите на универзитетите и факултетите врз основа на барање на самите универзитети. Започнавме со имплементација на една исклучително значајна реформа, која што ја заокруживме во основното образование, планиравме да ја продолжиме и во средното, но на наше разочарување пред некој ден слушнав дека владата ја одложува за следната година. Тоа беше промената на наставните планови и програми по математика и природни науки со поддршка на Меѓународниот центар за наставни програми на Универзитетот во Кембридж. Потоа огромната поддршка која што ја добивме од Кембридж во тој дел беше навистина на едно исклучително ниво. Јас сум свесен дека новите учебници и новите наставни програми значија промена на досегашниот пристап кон во самиот процес на наставата. Знам дека за дел од наставниот кадар можеби тоа беше и малку новина, проблематична, па требаше прилагодување, затоа беа обезбедени дополнителни тренинзи. Меѓутоа за нас како влада беше во тој поглед најкрупното значење на тој проект
беше квалитетот на образованието кој што ќе го добијат новите генерации и кој што веќе го добиваат и кој што треба да се одрази пред се со подобрување на квалитетот на знаењето во областите на математика и природни науки кои што се исклучително дефицитарни во Република Македонија и на тој начин да ја зголемиме и желбата и љубовта на младите кон математиката и природните науки, бидејќи во последните години се повеќе на интензитет добива општествените науки и гимназиското образование, но од друга страна по завршување на соодветниот степен на образование тоа создаваше проблем. Проблем кај самите ученици или дипломираните студенти, бидејќи немаше доволен интерес и апсорбциона моќ на пазарот на труд за нивното знаење, додека или областа во која што дипломирале, додека кај стручното образование и кај техничките науки на факултетите сме дефицитарни, а пазарот на труд се повеќе побаруваат таков профил на образован кадар, така да и во оваа прилика, независно што сега од позиција на поранешен министер за образование, користам приликата да апелирам до новите потенцијални средношколци, до новите потенцијални студенти, да се повеќе и повеќе размислуваат да се запишуваат во средно стручно образование и на техничките факултети, затоа што во сите области инженерскиот кадар е сериозно дефицитарен, само на тој начин ќе може да обезбедат полесен пристап до пазарот на труд и полесно да обезбедат работа. Една од првите одлуки која што ги донесе новата влада е укинување на екстерното образование, екстерниот испит. Толку ли беше тежок, толку ли беше тој испит проблематичен и за учениците, но и за професорите, што токму оваа мерка е една од првите мерки на новата влада? Видете, знаете, коректно е кога нештата се спроведуваат да се изанализира и да се елаборира таквата одлука. Тука не постоеше никаква анализа или елаборација од страна на Министерството за образование. Министерката за образование излезе во насока на така наречен популизам, баш обичен популизам, затоа што тоа беше прилично дискутирана тема, посебно во јуни месец, и они за да во оваа ситуација обезбедат дополнително некој ситен политички поен, излегува со мерка за укинување на екстерното тестирање. Проблемот во тоа е што никој од нив не каже дека екстерно тестирање има во преку 20 земји членки на Европската Унија. Секоја земја си го прилагодува соодветно на својот образовен систем. Меѓутоа, екстерното тестирање кај нас координирано беше направено да изгледа како некакво образовно плашило, напротив, тоа беше само дополнителен тест кој што требаше да обезбеди потврда за квалитетот на знаењето на ученикот, од друга страна потврда за објективноста на наставникот и од трета страна да обезбеди на еден начин квалитет и рамноправност во однос на тоа кој ученик колку знае, таква оценка и треба да добие за да ги избегнеме сите оние сценарија на кои што сме биле навикнати во минатото, и јас кога сум учела, тоа било прилично карактеристично во периодот таму некаде од крај на мај до 10 јуни, имаше повеќе родители во училиште отколку ученици, кога доаѓа посебно на родители кои што има известни функции или да речам поимотните, доаѓа и да им ги поправат оценките на нивните деца. Многу ученици и сега коментираат дека многу тројки станале на брзина петки. Тоа е поразителното. Токму тоа е она за кое што ние се боревме. Ние се боревме за објективност во знаењето, а СДСМ и министерката Десковска подпаднаа под влијанието да се обидат и на штета на учениците да се обидат да направат политички маркетинг, и мислам дека долгорочно треба да бидат свесни дека им прават огромна штета на нашите ученици. Ние како влада бевме свесни, да се разбереме, значи, ние точно знаевме дека дел од мерките кои што ги понудуваме, не само од област на образование, и во други области, може да ни донесат на нас краткорочно негативни политички поени, па дури и загуба на определена поддршка. Но ние цврсто верувавме дека со таквото однесување ние само може да помогнеме. Може би сега ќе изгубиме малку поени, но долгорочно ќе обезбедиме квалитет на образованието. Долгорочниот квалитет на образованието на генерациите ученици ќе им значи во животот. Тоа е нашата обврска, тоа е нашата државничка обврска и на секој политички субјект. Ние, за разлика од СДСМ, кој што се обидува со
дневен популизам да купи ден продај да функционира, ние функциониравме на принцип на план и на стратегија. Меѓутоа, мислам дека за брзо, а веќе и на добар дел од граѓаните им станува се повеќе јасно дека Социјалдемократскиот сојуз целото свое однесување го темели на дневно политички популизам и тој за брзо ќе им се врати како бумеранг. Ако на интернет се пребарува се она што се случувало или како се одвивала владината борба против педофилијата, вашето име ќе се пронајде како иницијатор за создавање на тој регистар на педофили кој што јавно е достапен и на кој што се објавуваа имињата и презимињата на сите оние кои што се огрешиле. Во последните неколку дена имаме жестока јавна дискусија по однос на ова прашање, кога станува збор за еден јавен текст објавен од член на така наречената шарена револуција или на Никола Шиндре, кој што пак како да најде на одобрување од страна на лица блиски до сегашната власт. Видете, кога станува збор за децата, мислам дека во тој дел и по однос на тоа прашање постои апсолутен консензус и мора да постои. Јас сакам да верувам дека постои. Дека тие се најневините нешта во нашето секојдневие и не само во Македонија, воопшто во целокупниот живот. Не говорам само како родител, говорам и како граѓанин, како полнолетно одговорно лице кое што има обврска да ги заштити децата, прво своите, а потоа и сите останати. Ако за се она претходно што говоревме во разговорот, можам да кажам дека било врз основа на определен политички интерес или разговори кои што или во рамки на политичката битка која што постои во целиот овој колосеум на политички битки кои што се случуваат, ова е прашање кое што не треба воопшто да се разговара. За мене беше надвор од умот дека ќе дојдеме во ситуација да во еден ден разговараме за колумна на известно лице таму кој што се представува себе си како некаков активист, во кој што се обидува да објасни природен процес за сексуален однос на дете и возрастен човек и дека тоа сме требале да го разбереме и прифатиме. Знаете како во Соединетите Американски држави, во Калифорнија, пред години, се има случајно повторен напад на педофил, кој што го убиват девојчето кое што се викало Меган Канка, врз основа на големи демонстрации кои што се случуваат во тој период во Калифорнија. Државата Калифорнија носи посебен закон и законот се вика законот на Меган Канка, во кој што јасно ги дефинира педофилите и објавуваат јавен регистар на педофили. Тие се први кои што тоа го направија. Ние го видовме од нив примерот. Во рамки на тој регистар со слика, податок, име и прекар се наведуваат сите, посебно може да се види во својата околина, местото на своето живење, дали има лице кое што одслужило казна затвор или е некое лице на одслужување казна затвор за педофилија. Тие го прават тој закон, со тоа обезбедуваат гаранција дека во определена околина на местата на живење не живеат осудени лица за педофилија. Нашата цел беше иста и со нашиот регистар. Ние го направивме, го отворивме, профункционира, се дополнуваше. Јас сум разочаран пред некој ден кога видов дека излезе информација дека тој не функционира. Значи да појаснам, основната цел на јавниот регистар е да се заштита децата. Ако вие живеете во определено населено место во Велес, да видите дали во извесен радиус околу вас има лице кое што е осудено за педофилија или лице кое што било осудено и завршило со издржување на затворската казна за педофилија. Зошто? Заради тоа што педофилијата или сексуалната злоупотреба на деца е кривично дело кое што влегува во групата на кривични дела кои што имаат најголем степен на повторување. Сторителот на педофилија по излегувањето од затвор има огромен процент да го повтори своето дело. Наша обврска како влада, како луѓе, како родители беше и е да ги штитиме нашите деца. За мене апсолутно е поразително да се дискутира по однос на вакви брутални теми какви што се обидуваат поедини
активисти на СДСМ и на шарената револуција да ги актуализираат. СДСМ безсрамно молчи со недели по однос на ова прашање. Јавно не излегува да се оградат од ставот на нивниот активист, не излегува да се оградат од министерот за култура или пак министерот за култура да излезе да се огради, веќе тој беше на отварањето на соодветниот настан, на кој што беа изнесени сите овие просто немам зборови како да ги наречам сериозни ризици кои што постојат по однос на сваќањата, од кои што најголем проблем може да имаат децата во Република Македонија. И ние никогаш нема да дозволиме по однос на ова прашање да има било какви отстапки. Сериозно, ние напротив ќе работиме на сериозно подобрување на сите санкции и мерки на обезбедување против злоупотребувачите на деца и се што ќе правиме со единствен фокус да ги заштитиме децата од сите форми на злоупотреба, најмногу од сексуалната. Граѓаните се тие кои што на крајот судат, нели, која политичка опција работи во интереси, со која политичка опција нивниот живот бил подобар, имале поголема економска моќ. Сметате ли дека првата казна ќе стаса на локалните избори? На локалните избори ќе ги преброиме гласовите, така сите очекуваат. И така е процесот. На локалните избори ќе се увери Социјалдемократскиот сојуз што значи да го лажеш сопствениот народ. На локалните избори Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев ќе се уверат што значи да сопствените граѓани ги доведуваш во заблуда, да не го испорачуваш тоа кое што си им го ветил, а од друга страна да се обидуваш да креираш перцепција дека си победник во услови кога си загубил. Верувам дека на локалните избори граѓаните на Република Македонија ќе направат вистински избор и ќе му пратат сериозен сигнал и знаење на Зоран Заев за тоа како треба да се функционира со граѓаните на Република Македонија, бидејќи граѓаните на Република Македонија се исклучително интелигентни луѓе, кои што точно знаат да проценат кој за нив што направил добро, впрочем и затоа 10 изборни процеси наназад, вклучително и последниот ВМРО ДПМН во континуитет победуваше. Господин Ристовски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте гости во нашето студио. Имате многу врски на средби со граѓаните од Тиквешкиот регион. Се надам дека ќе бидете достапени во иднина да бидете гостен во ова студио. Благодарам, секогаш стојам на располагање и со задоволство ќе одговорам на поканата. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме, нели, за ова издание на информативната емисија Отворено за. Разговаравме со Спиро Ристовски, поранешен министер за труд и социјална политика, поранешен министер за образование и заменик министер за образование, сега во функција на член на ВМРО ДПМН или еден од тимовите кои што е на терен на средби со граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нас, а нас гледајте ни во реприза.